Ограничувањето на маржата на цената на оризот, како и на другите прехранбени продукти во малопродажбата, ќе остане до крајот на април идната година. Таква одлука донесе владата по предлог од Министерството за економија. Во образложението е наведено дека целта е да се контролира растот на цените на основните прехранбени продукти, како и да се намали ценовниот шок за граѓаните. Оценето е дека во услови на енергетска и финансиска криза, состојбата на пазарот укажува дека цените не се стабилизирани, поради што е наметната потреба да се продолжи рокот на примена на ограничувањето на маржата до 30 април. Дополнително на ова, од 1 декември годинава субвенционирана цена на електричната енергија плаќаат и домашните производители на основни прехранбени производи, се додека трае кризната состојба во непреченото снабдување со струја. Целта е со регулирањето на цената на електричната енергија за домашните производители, како и со регулираната трговска маржа на пазарот да се добијат коригирани цени. Покрај оризот, во мерката се опфатени и пшеничното брашно, макароните и шпагетите, трајното кравјо млеко, јајца, урда, бело сирење, кашкавал, кисело млеко, павлака и јогурт. За сите овие производи маржата е ограничена на 10% за трговците на големо, како и трговците на мало. Во опфат на мерката за ограничување на маржата влегуваат и лебот, шекерот и сончогледовото масло за јадење, за кои трговската маржа е ограничена на 5%. Одржувањето на комуналната хигиена и на јавните површини во урбаните средини е една од обврските на надлежните служби во општина Кочани, зашто граѓаните плаќаат и соодветен надоместок. Токму тоа е причина за реакциите во јавноста, дека неопходен е поголем ангажман за спроведување на поставените задачи, за да се избегне грдата слика од ширењето на мали диви депонии на повеќе локации и во градот и во населените места. Една од карактеристичните е во непосредна близина на општинската зграда, каде на простор од неколку метри квадратни од поодамна се изфрлаат отпадоци и шут. Прашање е дали никој не ја забележува или проценките се дека станува збор за мини депонија, па досега немало реакции. Слично е и со одржувањето на тротоарските и јавните површини во градот, особено на потегот од мостот кај општината во правец на градскиот пазар. Заштитниот зид од поодамна е паднат во реката, а и покрај реакциите на граѓаните и општинскиот совет, по скоро 2 години не се презема ништо за да се поправи оштетувањето. Иако поправката не би требало финансиски да чини многу, зидот и понатаму стои во речното корито. Дополнително, оштетување има и на тротоарот од истата страна на реката. При тоа, на повеќе места недостасуваат бехатон плочки, а на нивно место зјаат земјени дупки. Карактеристичен е и примерот со отворот меѓу тротоарот и заштитниот зид, што не се санира со години. Истиот често се користи како можност за метење на отпадоците во реката. На последната седница на Советот се разгледуваше програмата за јавна чистота за наредната година, за која имаше забелешки дека воопшто не е променета, односно препишана е од минатогодишната, но и таа не се реализира во практика. И жителите од селските средини во нивните сметки стои на водовод наплата на јавна чистота. Не знам што е причината зашо така е, со таков однос спрема селата се постапува, да не ми е јасно ништо. Градоначалниче, мислам дека и луѓето од селските средини, како што допомнав, плаќат за јавна чистота и заслужуваат барем, како што има некој еднаш, 2 пати у месецот, на 2 месеца на вода, и они да видат некој бенефит од тоа што го плаќат. Општинските служби имат комунални инспектори и ние ќе можеме, ако нормално сите се согласите, на секоја наредна седница комуналните инспектори да бидат како супервајзори, да го надгледуваат комуналното предпријатие во таа програма за јавна чистота и одржување на градско зеленило, докаде е програмата и уствари дали во практика таа се устварува. И покрај забелешките, програмата за јавна чистота за наредната година беше едногласно усвоена. За да не остане запишаното само на хартија, активностите на терен треба да се реализираат поинтензивно. Со тоа, на подолг рок ќе се намали потребата од крупни инвестиции за рачистување на мини депониите, како и за одржување на хигиената на јавните површини. До крајот на јануари идната година ќе бидат исплатени средствата што се предвидени за субвенционирање на набавката на печки на пелети и инвертер климатизери,
за граѓаните кои ќе ги исполнат условите во јавниот повик. За финансиската подршка од буџетот на општина Кочани за оваа година беа планирани околу 1.600.000 денари. Според потоците со кои располагаат стручните служби за изминатите години, интересот на домакинствата бил нешто поголем за набавка на инвертер клима уреди и за добивање субвенции при набавката. Субвенциите од 2022 година, што беа по 10.000 денари, значи се предвидени во буџетот во износ од 1.600.000 денари и истите спрема физичките лица и нашите граѓани ќе бидат исплатени до крајот на јануари следната година. Висината на поединичната субвенција по барател, односно по домакинство, изнесуваше по 10.000 денари. При тоа поддршката и исплатата се вршеше според принципот прв дојден, прв услужен. Целта на општината е да се влијае врз намалувањето на испуштањето штетни материи во воздухот, што ја настануваат при согорување на дрва, нафта или други енергенси за затоплување во домакинствата. Субвенционирањето на набавката на инвертер климатизерите и печките на пелети е само една од мерките што ги презема општината за намалување на аерозагадувањето во рамки на годишната програма за заштита на животната средина. На последната седница на Општинскиот совет, програмата за заштита на животната средина за 2023 година доби едногласна поддршка. Новогодишниот базар во паркот на Револуцијата во Кочани оваа година ја надополнува празничната атмосфера и нуди можности за забава и на најмладите и на повозрасните. Учениците од основното музичко училиште Ристо Јеруков пак со своите настапи во текот на 3 дена пред новата година дополнително го развеселуваат и подгреваат празничниот амбиент. Со оглед што од објективни причини, односно поради реконструкцијата на салата во Центарот за култура Бели Мугри, годинава традиционалниот новогодишен концерт не се одржува. Музичките точки што ги исполнуваат на базарот се известна замена за концертот. Малку во поинакво светло го гледаме новогодишниот концерт оваа година, малку поопуштено, на отворен простор на новогодишниот базар, кој и оваа година новогодишниот концерт на музичкото училиште е со поддршка на општина Кочани, меѓутоа нели со оглед на условите, сепак се осудивме да ја продолжиме традицијата. Се надевам дека сите оние кои во овие изминати 2 дена беа во паркот, во градскиот парк, дека се забавуваа и дека уште ни предстои уште еден концерт, тој утре вечер. Се надевам дека уште повеќе публика ќе имаме, уште ќе бидеме повесели и така срекни заедно да ја пречекаме новата 2023. Со оглед на условите за тоа што сме отворено, настапи имат само хоровите при училиштето, додека оркестарот се надевам дека напралет ќе го видиме во едно друго издание. Очекувајте не. Хорските настапи на учениците од музичкото училиште вообичаено се со новогодишни и божикни теми, а заедно со другите содржини на базарот ја загреваат атмосферата пред почетокот на 2023 година. Организаторите на новогодишниот базар најавија дека музичката програма со настап на бендови ќе продолжи во наредните денови. Советот на општина Кочани пак на последната седница донесе одлука со која за 2 часа го продолжува работното време на продажните штандови. Основното училиште Свети Кирил и Методи беше организатор на спортско-забавни игри во рамки на предновогодишната атмосфера, а во кои учествуваа учениците од повисоките одделенија. Поделени во 4 групи, тие се надпреваруваа во неколку дисциплини, со што ја покажаа својата физичка подготвеност и снаодливост во игрите со топка и помошните спортски реквизити. Од училиштето истакнаа дека настанот, освен забавен, има и хуманитарен карактер, со цел да им се помогне на најмладите кои живеат во лоши социјални услови. На влезот во училиштето се поставени кутии за донација на парични средства од страна на присутните гости на овој настан, средства кои што нашето училиште ќе ги искористи за да набавиме пакетчиња за социјално ранливите категории на дечиња кои што учат овде во нашето училиште. Во текот на овој настан, значи ќе проследиме од страна на нашите наставници по физичко и здравствено образование со учениците од 6 до 9 оделение, поголем број на активности кои што се од спортски карактер. И овие активности ќе
ќе ги разубават овие предновогодишни празници на нашите ученици. Резултатите на учесниците во спортско-забавните игри не беа најважни, туку главната цел на настанот беше забавата и дружењето меѓу најмладите. Игрите се одржаа во спортската сала Сашо Лазарев Чапо, а подршка во нивната реализација даде и Општинската организација на Црвен крст од Кочани.